Почитувани, СДС го злоупотреби европското знаменце за наметнување и гласање на закон за двојазичност. СДС ги излажа македонските граѓани и ги злоупотреби евроинтегративните процеси за реализирање на обврските превземени од тиранската платформа. Владата покажа дека за неа законите не значат ништо, затоа се обиде да ја заобиколи редовната процедура во собранието, која овозможува реална дискусија и можност за амандманска расправа и ја злоупотреби постапката за донесување на закони од важност за европски интеграции на државата. Законот за двојазичност не е дел од процесот на интеграција на државата и е целосно неуставен. Владата треба да сноси одговорност за оваа манипулација со граѓаните. Еврокомесарот Јоханес Хан при неговата посета на државата јасно и децидно кажа дека законот за двојазичност не е еден од приоритетните потреби за интеграција во ЕУ. СДС се обидува крајно манипулативно да ги излажат граѓаните под превезот на закон потребен за европската интеграција на државата да донесат неуставен закон. Ова неодговорно однесување на владата и поигрување со нашата европска интеграција и иднината на државата воопшто и истото не смее да остане без одговорност. СДС си поигра со евроинтегративните процеси на нашата држава за реализирање на обврските превземени од тиранската платформа. Ова само покажува дека приоритет на оваа влада не се граѓаните и нивните интереси, туку спроведување на тиранската платформа. Граѓаните и државата се жртва на обврските на СДС кон оние кои спротивно на волјата на народот ги донесоа на власт. СДС не работи за доброто на граѓаните и државата. ВМРО ДПМН потенцираше дека овој закон не носи реален бенефит за граѓаните. Овој закон нема да ги доближи македонците и албанците, туку напротив, уште повеќе ќе го зголемат јазот. Двојазичноста која СДС упорно сака да ја спроведе, креира две паралелни општества во Република Македонија и на долг рок сериозно го загрозува нејзиниот сегашен карактер. Благодарам.